Предлогот за донесување на закон за поттикнување на инвестициите и предлогот за донесување на закон за формирање на гарантен фонд за економски развој. Тоа ќе изнуди и соодветни измени во законот во Македонската банка за поддршка на развојот, како наша единствена развојна банка, која што ја има функцијата да излезе во пресвет на фирмите за полесен пристап до финансиски средства, а посебно овој закон ќе биде во функција на покривање на недостигот на колатерал, односно издавање гаранции за недостиг на колатерал, пред се во аплицирањето на кредитните линии по ЕУ фондовите. Знаеме дека имаме најниски ставки на даноци од земјите во регионот и веќе тука нема простор за некое менување или за некое барање во функција на растоварување на стопанството, односно подобрување на бизнис климата. Па отаму веќе се наложи да се преиспита оптоварувањето по основ на неданочните, односно парафискалните давачки. За таа цел Стопанската комора или нејзината стручна служба ќе ги анкетира нашите членки со цел така да знаеме вкупниот број на овие неданочни давачки, да го видиме оптоварувањето финансиско по основ на истите, како и да се преиспита дали постои негде простор за укинување на некоја неданочна давачка, дали постои простор за намалување на висината на оптоварувањето по истата, или пак доколку не се можни тие две варијанти, тогаш да се преиспита начинот за нејзино поедноставно применување од страна на бизнис сектор. Банкарската гаранција представува скап инструмент за заштита на договорните страни од несериозни понудувачи. Имено се врзуваат средства за времето за извршување на задачата по основ преземената обврска по основ на јавната набавка и доколку ликвидноста е ниска, потенцијалот финансиски е низок, тогаш веќе предпријатието или тој правен субјект кој што го има добиено тендерот веќе не може да аплицира на други јавни проекти или па да совршува работи во комерцијалните односи. Во тој аспект за ослободување на овие средства со последните измени на законот за јавни набавки се воведе изјавата. Колку таа изјава како инструмент е искористена, имаме налог да видиме. Значи, условно земено, ако се покаже дека таа изјава не ги даде резултатите од аспект на неврзување на средствата, на финансиските средства, од аспект на подобрување на ликвидноста на фирмите и со тоа подобрување на бизнес климата, доколку не ги даде позитивните ефекти и се уште гаранцијата е најскап инструмент за заштита на договорните страни од несериозните давачки, тогаш ќе предложиме други инструменти согласно регулативата на Европска Унија, а и праксата што се применува во соседните земји. Тука може да биде за ваше запознавање колку ние што ги направивме согледувањата. Тука може да биде дадена хипотека, може да биде осигурителна полиса, меница и други инструменти, што се во функција на постигнување на таа цел што се обезбедува со банкарската гаранција. За сега светете го согледување, размислување на стручната служба, кога ќе биде третирано на управен одбор, тогаш конкретно можеме да ви кажеме. Приоритетите на действувањето на Стопанска комора на Македонија оваа година се сменија. Затоа што знаете дека од 2010 година, кога излеговме со предлогот за промена на економскиот модел за развој, ние приоритетите ги ставивме во инвестициите, во инфраструктурата и во извозот, односно во поттикнување на производството и поттикнување на извозот. Меѓутоа, во најголем дел ограничени со условите од надвор, со ограничената потрошувачка од надвор, како и ограничената потрошувачка на домашниот пазар, сега тој приоритет го сменивме во делот на промоција на македонската економија и понуда барање на нови пазари, затоа што тоа е главниот предуслов да ја зголемиме побарувачката во странство а со тоа се зголеми и производството. Ги знаете последните активности на нашата делегација во Турција, во Азербејџан и другите земји. Значи сега приоритетот наш е да се не забрзан економски раст, него да обезбедиме една позитивна динамика, од негативна динамика да поминеме во позитивна, во која што функција се и последните активности во парањето на нови пазари и ги имате соопштенијата последни, затоа што со помош на Турската комора ќе настапуваме во другите земји и други активности во други земји кои што согласно програмата и барањето на нашите членки ќе бидат реализирани. Според нашите оценки што ги направивме кон крајот на минатата година и почетокот на оваа година,
И според согледувањата во земјите каде што главно сме насочени за соработка и за извоз, во првото полугодие не очекуваме некои позначени позитивни движења. Секако дека не отстапуваме од констатацијата дека има простор 2% порастот на бруто домашниот производ е реално оценет. Меѓутоа тоа го гледаме пред се во ниската споредбена база со економските активности во 2012 година од една страна, го гледаме во очекувањето дека во целост ќе се реализираат најавените капитални инвестиции зацртани со буџетот за 2013 година, како и очекувањата најави, посебно во металната индустрија, дека во второто полугодие се очекуваат во оваа носечка дејност за нашата економија позитивни движења.